Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во новата сезона на Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а во оваа епизода ќе зборуваме како економската неизвестност, инфлацијата, растот на цените и глобалните кризи влијаат врз економијата и животниот стандард во Македонија. Наш вечерашен гостин е Виктор Митевски, извршен директор на Сдруженијето за истражување и анализи. Виктор, добро вечер и добре дојде. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш наш гостин. Благодарам на поканата, секогаш е задоволство да се гостува на вакви подкасти. Да започнеме од самата организација. Како настана Змај и од каде беше идејата? Змај е организација која што настана за време на постдипломски студии, на пауза помеѓу предавања во чаршија, една од основачките, Цаци ни даде идеја, прво не праша, добро дечки, што ќе правиме со оваа диплома од која ќе завршиме. Сите почнуваме некаква кариера, ќе се вработиме, џабе сме го потрошиле времето на некој начин. Ајде да направиме нешто кое што ќе биде поразлично, а ќе ни овозможи ова знаење што сме го стекнали, ќе го стекнеме на постдипломски, да можеме да го искористиме во пракса. Тоа беше иницијалната капесла и потоа имавме уште неколку средби неформални во низ кафичите низ Скопје и на крај се отвори можност за финансирање. Така се оформи Змај, случајно и воопшто непланирано. Нашиот датум на основање е 20 октомври. 20 октомври, меѓу другото, покрај тоа што е роден ден на Змај, е и меѓународен ден на статистика. Така што некако коцките се поклопија и близу 12 години Змај создава, работи со податоци, им дава живот на податоците и секако растеме од секаков агол. Така, колку институциите во Македонија ги користат анализите и истражувањата кога се носат економски политики и социјални политики? Мислам дека во последниве години, од кога се отвори можноста да имаме отворени податоци од страна на јавните институции, дека тоа станува се поголема пракса, иако секогаш има простор за подобрување во тој дел. Да не заборавиме, пред 10 години Македонија беше лидер во затвореност од аспект на податоци, на информација од страна на системот. И за многу краток период стигнавме едно ниво на транспарентност и отвореност на општините, кое што навистина е конкурентно, особено со нашите соседи. Тоа што треба сега да го направиме следниот чекор, односно да имаме поголема можност да ги користиме тие податоци, поголема можност тие податоци да бидат вкрстени, и секако тоа да даде и подобри услуги од страна на државата кон граѓаните, затоа што податоците денеска не се само бројки, податоците се и процеси, податоците имаат многу голема вредност, не само во носењето на политиките, не само во планирањето, стратегиите и така натаму, туку пред се и во секојдневното работење. Еве пластичен пример за слушателите, гледачите. Значи, ако имаме ние податоци и бази кои што комуницираат меѓусебно, кога треба да се аплицира за некакво работно место или пак некаква, да речеме, тендерска постапка, нема да треба нити компанијата, нити граѓанинот да оди од институција во институција да ги собира податоците, туку тој систем меѓусебно во позадина ќе комуницирајќи ги има на тацна што се вика податоците, ќе може да се искористат во функција на граѓаните. Така, во однос на донесувањето на економските политики, сметате ли дека кај нас се слушаат експертите? Мислам дека една од работите каде што треба да се поправиме е финансиската писменост. Зошто го велам ова? Затоа што политичарите многу вешто знаат бројките да ги свртат во нивна полза. Има една поговорка, многу е лесно да се лаже без бројки, ама уште полесно со бројки. Зошто? Затоа што, како имаше нели една funny statistics која што вели, бидејќи секој четврти жител на земјината топка е азијат, ако имате 4 деца, четвртото ќе ви биде азијат. Значи можеме така да ги извртиме податоците да бидат некаква приказна која што всушност нема допирна точка со реалноста. Дали ги користат економската експертиза? Јас би рекол дека недоволно ги користат, затоа што политиката пред се е водена од други мотиви и мислам дека во иднина треба навистина како општество многу повеќе да поработиме
И ова не зборувам само од аспект на ангажирање или слушање или советување од страна на граѓанскиот сектор или експертската заедница, зборувам и за експерти, економисти кои што се внатре во системот. Еве еден факт кој што можеби е загрижувачки, но е доволен сигнал дека треба да работиме, например на тоа, позицијата сметководител во јавен сектор, односно финансиски менаџери кои што ги прават буџетите на 1300 државни институции или пак буџетски корисници во тој професионален жаргон. Во моментов старосната граница на луѓето кои што работат во тие области е многу висока, над 50 години. Тоа значи дека младите немаат интерес да влезат во таа професија, а таа професија е клучна за потоа буџетите да ги отсликуваат вистинските потреби на граѓаните. Така што навистина е од приказната некако треба да ја гледаме од две страни. Значи, официјалните институции треба повеќе да користат експертиза која што доаѓа од надвор, но уште повеќе да инвестираат институциите во јакнење на капацитетите на системот, затоа што системот е единствениот браник кој што стои на страната на граѓаните. Политичарите доаѓаат и си одат, администрацијата е таа која што треба да остане во системот. Последниве неколку години покажаа колку глобалните кризи брзо се прелеваат и се чувствуваат кај нас и колку е важно државата да носи вистински мерки. Колку конфликтите на Блискиот Исток и растот на цените на нафтата представуваат ризик за нов инфлаторен шок? Тоа веќе го чувствуваме. За жал во Македонија некако од ковид наваму инфлацијата повторно станува проблем. Ако јас кога студирав, Македонија беше доволно добар пример како се справила со инфлација и како во еден подолг временски период ја држи инфлацијата на стабилно ниво. Денеска гледаме дека последниве неколку години Македонија е лидер по стапка на инфлација не само во регионот, туку и во Европа. Така што можеби оваа криза нема директно да влијае, затоа што нити Македонија, нити Европа има доминантно учество на работите, односно суровините кои што поминуваат низ Ормудскиот теснец. Например, Европската унија или Европа генерално се снабдува само 15% од вкупното количество на нафта од тие извори, така што тоа секако дека ќе има директна последица на тој процент, но се случуваат глобални текови кои што ги изместуваат цените. Работата е што во моментов, за да им биде појасно на гледачите, ние всушност сме на ниво на цени кои што во својата суштина, суровините, материјалите или пак храната, добрата кој што ги купуваме или користиме, во себе содржат цени од пред 5-6 месеци, кога кризата се уште не беше почната, односно се направени и создадени со пониски цени. Тоа што можеме да го очекуваме е овие цени денес да се одразат со, да речеме, некакво задоснување од еден квартал или пак еден семестар. Сега од друга страна, тоа што е многу интересно, нешто што ја движи инфлацијата, многу повеќе од самите цени, се очекувањата. Односно, на некој начин и шпекулациите за тоа каде ќе оди економијата во следниот период, така што ако сакаме да придонесеме на некој начин за уздување на оваа инфлација, покрај тоа што треба да наоѓаме структурни мерки како да се решиме на долг рок, да не погодуваат вакви кризи, дополнително треба да не додаваме масло на оганот, односно да не ги подгреваме тие негативни очекувања, кои што некогаш се релевантни, но најчесто не се. Повеќе се од шпекулантска природа. Бидејќи од тоа полза имаат само оние кои што контролираат или текови финансиски или капитал, така што граѓаните се тие кои што на крајот ќе ја платат цената. Така, какви мерки според тебе треба да се донесат? Значи, тоа што е позитивно е дека видовме дека најголем дел од владите, вклучително и нашата, отидоа со малце поконзервативни мерки, односно не беа огромни фискални мерки кои што ќе чинат многу, пред се затоа што таквите панични на некој начин мерки во ковидот и во енергетската криза се покажаа како супер
гацнач на пожарот во моментот, но затоа денеска имаме сериозна фискална изложеност или ограничен фискален простор, народски кажано, немаме доволно пари да сервисираме тековни и идни обврски. Така што државите во овој момент имаат на располагање брзи мерки кои што се актуелните мерки намалување на даноци и акцизи. Доколку оваа криза продолжи, доколку веќе се одрази директно на цените заради инпутите, односно заради тоа што е влезно, а пред се во овој случај нафтата и оние земјоделски деривати кои што влегуваат за фертилизатори и така натаму, ѓубрива, тогаш ќе треба да се преземаат и конкретни мерки, но не смеме да се доведеме да носиме мерки кои што ќе бидат хоризонтални, односно ќе ги засегаат сите. Затоа што во таков случај побогатите повторно добиваат повеќе, затоа што тие повеќе трошат. Треба да знаеме дека потрошувачката на ваквите добра не секогаш е директно насочена кон најранливите. Така што треба да бидеме многу внимателни како земји кои што се директно или индиректно погодени од вакви кризи и да не носиме брзи и панични одлуки, затоа што тоа може да доведе до паника и во самиот систем, во самата економија, автоматски да се доведеме во ситуација кај што очекувањата повторно ќе бидат негативни. Така, бидејќи сме земји зависно од увоз, колку глобалните конфликти ја покажа опасноста од тоа што немаме домашно производство и не сме економски независни. Тоа е многу голем проблем на нашата економија и ќе биде доколку не го решиме како предизвик. Значи, земја која што важела или ја бие глас како земја која што била производител на храна, да станеме земја која што е целосно увозно зависна, не зборуваме за луксузни или некакви добра кои што ги користат само одреден број на граѓани, туку зборуваме за производство на храна, е навистина поразително. Мислам, еве народски кажано, наместо да јадеме струмички, патлиџани и пиперки, ние, нашите пазари се пренатрупани со египетски, марокански, турски домати и пиперки. Зошто? Затоа што нашите или завршуваат за извоз, или завршуваат во преработувачката индустрија. Пред извесен период слушав подкаст каде што еден преработувач, стопанственик кој што преработува храна, токму култури кои што се од Македонија, кажува за каков е предизвикот веќе да можете да обезбедите количество за да произведете тоа што на крај треба да заврши не само на македонските трпези, туку и на странските трпези со додадена вредност. Значи, кај нас има два проблеми. Прво, во континуитет нити една влада, независно каков модел на субвенции имаше, не обезбеди раст на земјоделско производство. Втор проблем, и тоа што го произведуваме или го извезуваме како производ кој што е за финална потрошувачка, или минимално го обработуваме. И луѓето не се заинтересирани за професијата. Така е. Од друга страна, одиме, еве кажуваме дека се иселуваат младите, се иселуваат многу македонци, одиме во земјите каде што тие се иселуваат и таму гледаме дека дури и во урбани средини, секаде каде што има услови, секое обработливо земјоделско земјиште се обработува и максимално се искористува со неговиот капацитет. Една Германија, кога успеала да привлече доволно добар кадар за да може да работи на нивите, а дополнително со технолошкиот развој, работата на нивата многу подобро и побрзо се завршува. Проблемот тука кај нас не е само немањето на луѓе, туку е и застарената технологија која што ние употребуваме во земјоделството. Зошто зборувам за храна? Затоа што ако зборуваме од аспект на држава и ако сакаме да направиме силна економија, ние треба да се фокусираме и да ги развиваме и услугите. Тоа значи дека тоа се гранки каде што имаме најголема додадена вредност. Но секогаш треба да имаме предвид дека основна човекова потреба е храната. Ако ние не обезбедиме како држава самостојно производство на храна, тогаш ние сме многу ранливи на вакви шокови. Видете што се случи со кризата во Украина. Значи, еден сериозен, значаен извор на пченица, не само за Македонија, туку и за Европа,
секна заради кризата, заради попречувањето на каналите на снабдување и се доведуваме во ситуација да основниот прехранбен производ, брашното, лебот и сите тие производи од брашно станат луксус во одредени времиња. Ако имате вие домашно заштитено производство во рамки на заедничката земјоделска политика на Европската унија, бидејќи сакаме да станеме земја членка на Европската унија, тоа не е единствениот начин да успееме. Да развиваме земјоделство кое што ќе биде напредно, да развиваме сточарство кое што ќе биде напредно. Жално е кога возите низ Македонија, возите низ преубави предели и гледате дека или се напуштени или воопшто не се обработени со години. Зошто државата не вложува во овие гранки? Па не, тоа е болната работа. Не е дека не вложува. Значи, вие гледате, ние сите гледаме дека субвенциите во земјоделството растат во континуитет. И секоја влада се надпреварува со претходната која повеќе пари дала во земјоделието како субвенции. Тоа значи дека моделот на субвенционирање не е добар и не е поставен на основа која што нам треба да ни даде развој. Знаете, кај нас се уште унапредување на земјоделското производство го сметаме купување на нов трактор. Значи, тракторот е технологија која што се употребуваше и се употребува и ден денеска, а како новина ја внесуваме или се внесувала пред децении. Денеска тракторот не е само трактор како некое средство кое што треба да ни помогне. Денеска тракторот има, слушав една земјоделска емисија, вели новите трактори работат на AI. Имаат вештачка интелигенција, софтвер за вештачка интелигенција, трактор кој што може да се прилагоди на различни услови, за различни цели, со различни додатоци. И една од клучните работи која што гледаме напредок и за поздравување е тоа, но динамиката не е толку голема, е окрупнување на земјоделските посеви. Што значи тоа? Во Македонија или во Југославија многу познати, многу добри биле за другите, кои што давале ефект. Зошто? Затоа што земјоделецот е тој кој што произведува, за другата е таа која што се грижи за откупот и пласманот на производите. Зошто? Затоа што самиот земјоделец, фрагментираноста на нашата земја за производство си го прави своето. Ако сте вие земјоделец кој што на 2 декари произведувате зелка и сте произвеле 10 тони од тие 2 декари, вие продавате на пазар 10 тони. И не можете да ја диктирате цената на пазарот. Продавате толку колку што прекупците ќе ви дадат, или ако се решите сами да дојдете со камион во поголем град и да го продавате врз основа на цената која што некој ја диктирал од страна. Затоа што ако сте поскапи, ако повеќе си го вреднувате трудот, можеби нема никогаш да ги продадете тие производи кои што сте ги произвели. Ако сте заедно и произведете 100 тони, тогаш вие имате многу подобра преговарачка позиција и можете да диктирате деломно цени. Македонија е земјоделска земја, ние немаме огромен логистички земјоделски центар кој што ќе се грижи не само за да откупи, туку ќе се грижи логистички да распредели земјоделски производи. Тоа е жално и навистина е поразително дека нити една влада, наместо да се пофали со носење на таква некоја инвестиција, ние се уште зборуваме за субвенции кои што не го даваат ефектот. На земјоделецот нема да му требаат субвенции ако тој биде задоволен од пазарната цена, односно од приходот кој што ќе го оствари со продавање на производот кој што го прави. Видете што се случува во лозарството, односно винската индустрија. Значи, конечно свативме дека ние имаме една стратешка култура која што нам може да не биде конкурентска предност. Јас секоја сезона кога летам назад на кај Скопје и кога авионот врти над Велес, јас се воодушевувам од фактот дека секоја наредна година јас гледам се повеќе и повеќе посеви со лози. Тоа значи дека некој се развива. Тоа значи дека некој ја развива таа култура. Но производство на грозје без тоа да биде соодветно претворено во тоа што е нашата конкурентска предност, тоа е вино, нешто во кое што имаме вековита традиција во правење, тоа нема да го има посекуваниот ефект.
И баш пред некој ден зборувавме со соседите мои за тоа колку многу винари, мали винари се отворија во Македонија. Значи тоа е една од најпозитивните мерки која што можеме да ја видиме. Ако го следиме тој пример, треба да бидеме свесни дека Македонија ќе биде конкурентна и внатре и надвор, тогаш кога ќе создава производи кои што имаат додадена вредност. Така и на тој начин и економијата ќе зајакне, да. Но на некој начин не инвестираат и значи, не гледаат работите во кои можат да... Еден од предизвиците со кои што се соочува ден-денес винската индустрија е наемањето на стаклара која што произведува шишиња. Стаклени шишиња. Ние мораме како земја, значи амбалажата на виното е сериозен трошок во рамки на оформувањето на цената на финалниот производ. Замислете ние да инвестираме, да најдеме како стратешка дејност стаклара која што ќе произведува и амбалажа за вино за винската индустрија и амбалажа за преработувачката индустрија, не знам, се гордееме најварот, а теглите повторно ги увезуваме од некаде на друго место. Односно, да се вратиме на првото прашање, ако нешто се случи во глобалните синџири на стабдување, а ќе го погодуваат стаклото, да речеме, тогаш и нашиот производ индиректно поскапува, затоа што ние покрај тоа што треба да чекаме од негде да го донесеме, ние имаме и повисока суровина од старт. Ако имаме ние производство на такви работи во Македонија, значи позицијата ќе ни биде многу по-добра. Затоа што утре други ден, ако доволно се развие таа индустрија може да носи девизни приливи, односно да извезува производ за кој што зборуваме. Така. Кога зборуваме за инфлацијата, споменавте дека бројките не се само статистика и граѓаните тоа го чувствуваат секој ден. Па, како ваквите состојби влијаат директно врз животниот стандард на граѓаните? Особено кога инфлацијата некако стана нова нормалност, а платите не може да го следат тој тренд на трошоци. Да, значи интересно е да видиме и кога зборуваме за кризи, треба да видиме всушност како тие кризи директно ги погодуваат работите, добрата услугите кои што директно се конзумирани од страна на граѓаните. И да видиме кои се тие граѓани кои што ги конзумираат. Еве конкретно со нафтата, значи 26% од вкупното количество на нафта кое што се троши во Македонија на годишно ниво завршува кај граѓаните, односно е потрошено од страна на граѓаните. И тоа најчесто е за транспорт. Што значи ова? Значи, ваквата криза со нафта нема директно и најсилно да ги удри граѓаните на прва. Зошто? Затоа што без разлика што е значаен ресурс, владата има начини како тоа да го реши со одредени мерки. Гледаме дека и кај нас тоа се случува. Директниот удар ќе го имаат транспортните компании. Зошто се важни транспортните компании кога ги гледаме од аспект на граѓани? Транспортните компании се оние кои што ги носат суровините во Македонија или ги изнесуваат од Македонија. Сега ако сме увозно зависни и за суровини, тогаш тоа значи дека транспортниот трошок директно влегува во цената на финалниот производ. Тоа значи дека граѓаните на еден или на друг начин ќе го осетат зголемувањето на цените кога ќе отидат во маркет да купат. Но повторно кажам, ова најчесто се случува со задоцнување. Затоа што цените за кои што денеска зборуваме, дека се актуелни, ќе се одразат за одредено време. Дополнително, ако ваквите кризи, енергетската криза, која што се случи со војната во Украина, таа директно има влијание на граѓаните. Зошто? Затоа што покрај тоа што сме ние увозно зависна економија од аспект на суровини, ние сме и увозно зависни и за енергија. Или, ако не сме увозно зависни за енергија во делови од годината, ние сме увозно зависни за извори на енергија, односно суровина од која што понатаму произведуваме енергија, во конкретниот случај тоа е јагленот. Ваквите кризи директно влијаат на цената на енергијата, а граѓаните сите секојдневно користат енергија во домовите, дали за затоплување, дали за ладење во текот на летните или за, не знам, бойлер, готвење и така натаму. Владите во такви случаи
За да ги заштитат најранливите, треба да имаат мерки кои што се наменети за најранливите. Затоа што замислете вие да треба да субвенционирате, не знам, потрошена електрична енергија, ја пуштате субвенцијата за сите и најголемиот дел од колачот го земаат оние домаќинства кои што имаат базен, кои што имаат некакви луксузни добра кои што повлекуваат повеќе енергија. А вие сте субвенционирале еднаков дел од нивните сметки како за оние кои што имаат највеќе потреба за тоа. Воведувањето на минималната плата во 2018 година и соодветното зголемување на минималната плата, базирано на економски докази, покажа дека е еден од инструментите за зачувување на стандардот на граѓаните. Значи, една од причините зошто успеавме да се справиме на краток рок со кризата за време на ковидот, па и за време на енергетската криза, беа мерките кои што беа насочени кон зачувување, односно на некој начин заштита на нивото на плати, особено на оние кои што се најранливи. Сега, дали тоа во иднина ќе придонесе за поголем притисок на, не знам, инфлација или другите економски процеси? Да, ќе придонесе ако немаме развој во економијата. Ако ние имаме економија која што се стреми да создаде производи кои што имаат поголема додадена вредност, тогаш изголемувањето на платите ќе биде логично, а не наметнато. Така. Инфлацијата во 2022 година достигна речиси 20%. Постои ли можност повторно како држава да се соочиме со такво нешто? Значи, тоа се надворешни шокови кои што ние не можеме да ги контролираме. Значи, колку подолго трае оваа криза и војната во Украина и помеѓу Украина и Русија и ова не можеме да ја наречеме нити војна, нити конфликт, нити затоа што и едното и другото на Блискиот Исток, толку се поголеми ризиците да се повтори нешто, можеби не во тие размери, бидејќи далечината си го прави своето. Знам, кога беше енергетската криза во Македонија, мислам во Европа пред се, бе во комуникација со колеги, пријатели од Бразил, изборувам за тоа колку е тешко, дека имаме шокови кои што навистина имаат голем ефект и не се никако погодени не беа никако погодени од таквите кризи. Или последен пат кога бев на студиски престој во Австралија и Нов Зеланд, зборувавме и за ковидот и за енергетската криза. Значи, начинот на кој што тие се справувале, затоа што биле далеку од жариштата на сите тие случувања, бил многу поразличен и да речеме, млак како ефект кој што се одразил кај нив. Така што не би сакал да шпекулирам дали може или не може да се случи вакво нешто. Само ќе кажам дека колку побрзо завршат овие конфликти кои што имаат директно влијание на нашата економија, толку побрзо ќе можеме да се вратиме во некаква нормалност, каква и таа да биде. Сега да не зборуваме за економски принципи, инфлаторни спирали и така натаму. Но тоа не значи дека ако брзо се решат овие конфликти, дека тие нема да имаат трајни последици. Значи, синџирите на снабдување многу тешко се создаваат, ама ако се прекршат, многу тешко потоа се враќаат на старото, се наоѓаат нови начини и за да се случи тоа ќе бидат потребни неколку години на заздравување. Сепак, јас би сакал оптимистички да гледаме на работите, дека овие работи светот не може да си дозволи понатаму да биде во ваква неизвестност, дека во догледно време ќе бидат решени и потоа ќе можеме да се концентрираме на тоа како глобално и ние малите кои што сме отворени директно имаме влијание на ваквите кризи, да се прилагодиме и да најдеме начин како да ги пребродиме овие предизвици со кои што се соочуваме. Кога цените растат, кој реално профитира од кризите? Тие кои што може да ги диктираат. Значи, видовме дека според Законот за нефер трговски практики, Агенцијата за конкуренција, како беше комисијата за како и да е официјалното име, донесоа заклучоци дека за време на една од кризите имало здружување помеѓу дел од
трговски ланци кои што на некој начин олигополски одлучувале за висината на цените на одредени производи. Профитираат оние кои што директно може да влијаат на цената на крајниот производ кој што се купува. Сега економијата, секогаш сум го кажувал тој, често го кажувам како пример, е суштината на економијата на пазарот е една едноставна равенка функција помеѓу понудата и поверувачката. Многу често се случува пазарите самостојно да ги решат овие нееднаквости, но кога имате нереални високи цени, воедначувањето или равнотежата помеѓу понудата и поверувачката се случува со шокови и со кризи. Тоа се случи со должничката, финансиската криза во 2008-та, кога всушност тој балон за кој што се зборува, сега во моментов се зборува за некаков балон на вештачката интелигенција. Што значи тоа за гледачите? Тоа значи дека некоја работа е многу популарна и кога има премногу голема побарувачка, а понудата е ограничена, тогаш за очекување цените да растат. И сите сега инвестираат во некакви си технологии кои што поддржуваат вештачка интелигенција. Но доволно е да се случи една работа која што може да го урне нито дека ова е доходовна, да речеме, индустрија или пак може да биде соодветна инвестиција. Такво нешто може да ни се случи со пазарот на недвижности, такво нешто може да се случи со сите оние добра кои што имаат на вистина голема цена во моментов на пазарот. А најголеми профитери се оние кои што рано влегуваат и во вистинско време излегуваат пред да се случи кризата. И затоа многу веќе отворено се зборува дали овие политики на топло-ладно поврзано со актуелната криза се случајни или се напротив намерни, се со цел да се создадат некакви дополнителни приходи кои што се навистина значајни. Сега за да не зборувам во завиена форма, значи постојат големи сомнежи дека зошто постојат сомнежи, затоа што после секоја изјава на претседателот Трамп, берзите реагираат вртоглаво. Дали е тоа во нагорна или во надолна линија. И сега многу често се прашуваме дали американски претседател треба така лесно да се игра со изјави кои што може да влијаат на пазар, и на почетокот можеби тоа звучеше најнормално затоа што во таква ситуација сме. Ама сега веќе станува симптоматично затоа што во позадина се гледа дека одредени индивидуалци пред да излезе во јавност информацијата, тие прават некакви потези на берзите. Тоа значи дека имаме некакво инсайдерско тргување, односно некој кој што има информации однатре, ја користи таа информација за да може да има своја собствена корист. И сега тоа се текови кои што се случуваат во странство и на големите пазари. Кај нас, тие кои што највеќе, како што кажав, профитираат од ваквите работи, се оние кои што може да ги контролираат цените, а тие се една шака на компании кои што можат тоа да го прават. Ево да се вратиме или аналогија на земјоделијата, на пример. Ако имате расцепкани земјоделци кои што произведуваат некоја култура, ако таа култура на пазарот утре се продава или имаме информација дека ќе има недостаток и ќе се продава за повисока цена, откупувачите бидејќи се мокни, ќе се обидат да ја купат за што е можно пониска цена, за да може да имаат што е можно поголеми профити и приноси. На вистина, кога зборувам со земјоделци, тие велат, јас сум ја продал, зелката ја земав, сум ја продал зелката за 13 денари, ја гледам на пазар 60 денари. И сега да, не можете да очекувате дека зелка купена од произведувач од 13 денари, дека на пазар ќе биде 15 или 17, затоа што имате и други трошоци поврзани со продажбата, чувањето, складирањето, транспортот и така натаму, ама не може да биде 3 пати, 5 пати повисоко од тоа што е набавна вредност, затоа што сепак се работи за производ кој што е со мала додадена вредност. Ако зборуваме за, не знам, зелка која што е
обработена, ставена во тегли за утре некој сарма да може да прави, тогаш зборуваме за многу поголема додадена вредност и можеби логично и 150 денари да биде продадена кило зелка, затоа што не само трошоците, туку и пазарот ја вреднува вредноста на тоа што е направено како такво. Ама ако е суровина која што сме извадиле од земја и сме дале на пазар, тогаш овие маржи не може да бидат толку големи за да има толку големи профити. Во изминатиот период имаше и протести за покачување на минималната плата, па како гледаш на овие барања? Значи, мојот став од секогаш бил дека платите во едно општество, особено минималната плата како репер, како основа, треба да даде две работи. Минималната плата не треба да биде социјална помош. Значи, општеството треба да се стреми да поставува минимална плата која што ќе оди кон достојна плата, односно плата која што ќе биде доволна за еден вработен или едно семејство да може да ги покрие трошоците во текот на месецот. Истовремено, вештачки зголемување на минимална плата може да придонесе, особено во економии како кај нас, многу големи проблеми. Што значи тоа? Бидејќи ние сме економија која што се уште има трудоинтензивни дејности. Ако вие енормно ја зголемите минималната плата, тоа директно ќе се одрази на цените и конкурентноста на економијата генерално. И затоа, за мене, најисправен модел е системско пресметување на минималната плата, која што потоа треба да врши притисок понатаму во системот. Дали го имаме недобриот систем за прилагодување на минималната плата, не знам, ама барем е системски. И кога се кажа кога се донесе одлуката, дека ќе се зголемат пензиите ад хок, а при тоа нема да се коригираат платите, тогаш јас бев свесен дека во нашава земја ќе имаме проблем. Зошто? Затоа што вие можете да ја зголемите продуктивноста на тој начин што ќе ја зголемите финансиската компензација која што ја давате кај вработените и на некој начин тие ќе бидат повеќе мотивирани да работат. Така повеќе да создаваат, да имаат подобри услови за работа. Од друга страна, ги качуваме и создаваме трајна потреба за качување на пензиите. Јас тука сакам да бидам јасен. Македонија, според последните истражувања кои што ги правевме со Авионскиот институт и на ниво на регион, и на ниво на Европска унија, навистина каска од аспект на ниво на пензии. Значи, македонските пензии не обезбедуваат соодветен стандард или можност за активно, здраво, квалитетно старење на луѓето кои што остануваат во Македонија. Но истото го велиме и за платите. Ние сме на 42% од просекот на Европската унија од аспект на просечна плата. Истовремено, ние сме на 51% од аспект на исход или аутпут по вработен. Што значи тоа? Дека приказната македонскиот работник е непродуктивен, до некаде не држи вода. Зошто не држи вода? Не можеме со сигурност да тврдиме сега, бидејќи плативе се помалку од просекот, продуктивноста е повеќе, дека ние по дефолт треба на име на тоа да ги зголемиме платите за да го намалиме тој гап. Затоа што во продуктивност има и други фактори кои што влијаат. Кои се тие фактори? Македонскиот работник, кој што почнал, учел, завршил школа тука, е истиот работник кој што е заминат во Германија од Македонија. Македонскиот работник во Македонија произведува помалку од македонскиот работник во Германија. А се работи за истиот квалитет, за истата основа. Што значи тоа? Дека ако сакаме и треба и очекуваме од работникот да има поголема продуктивност, тогаш јас како работодавец треба да создадам услови тој работник да има поголема продуктивност. Што значи ова? Ова значи поголем технолошки развој
инвестиција во безбедносни стандарди, инвестирање во здравје, благосостојба на вработените за време на работата и работното место. Многу често сме зборувале, сме работеле со текстилниот кластер, со текстилната индустрија. Се сеќавам јас додека работев во Министерството за финансии, кога се носеше минималната плата, ние имавме индустрија која што имаше преку 75.000 вработени. Индустрија која што навистина придонесуваше и за македонскиот бруто домашен производ. Денеска зборуваме за помалку од 20.000 вработени во оваа индустрија. Една од причините е што нашите текстилни фабрики се уште се базираат на мануелна работа и лом производство, кое што е напуштено во западноевропските земји од многу одамна. Знам дека за јавноста може би е познат пример со гласен текстиле за време на една од текстилијадите. Беа дојдени колеги од Шведска, од нивниот Манчестер, како што е нашиот Штип, кој што на времето во 60-тите бил центар за производство. Денеска нема нити една фабрика каде што се произведува текстил. Но тие денес се текстилен центар на Шведска. Зошто? Затоа што сватиле дека ако не можеме да создаваме поголема вредност со производство на облека, тогаш додадената вредност која што ние можеме да ја дадеме не само на Шведска, туку на светот, е преку дизајнот. Значи сега во тој град, не ми текнува како се викаше градот, во тој град се создаваат најголемите дизајни на најголемите модни куќи во светот или најголемите производители на облека. Што придонело тоа за индустријата таму? Го сменила целосно културниот опис на градот. Зошто? Затоа што од работнички град, каде што сме имале ниско квалификувана работна сила која што била трудоинтензивна, а малку платена, денеска во тој град доаѓаат модни дизајнери, доаѓаат културни работници кои што развиваат и други индустрии заедно со дизајнот и со модата. Така што како општество, да се вратам на оригиналното прашање, ако сакаме да имаме конкурентни и подобри плати за да бидат достојни за живот, треба не само да работиме на барања за поголеми минимални или просечни плати, туку да работиме и на развивање на гранките кои што ги имаме, технолошки да ги унапредиме, за да имаме што е можно поголема додадена вредност за тоа што излегува од нашите фабрики. Така, што е поголем ризик за Македонија, инфлацијата или иселувањето? Два различни пристапи кои што многу ја чинат нашата земја. Значи, иселувањето, мислам дека јас тука на иселувањето ќе го додадам и старењето на населението. И сега старењето на населението е проблем кој што има многу голема потенцијална мог за развој. Зошто? Затоа што тоа значи дека ќе треба да се развиваат нови услуги, нови дејности кои што утре ќе треба да бидат ставени во функција на старото население. Тоа значи дека инвестирањето во старо население или услуги за старо население може да донесе младо население. Значи тоа е еден повратен ефект кој што е можност како да се искористи таа некоја криза. Иселувањето, особено на младите квалификувани кадри, оние кои што треба да го донесат развојот и растот на нашата земја, за мене е најголем проблем. И да, во јавноста многу често сега последниве неколку месеци се зборува дека се враќаат, значи тоа се исклучоци. Значи не можеме да зборуваме за масовно враќање или структурно враќање. Ако владата сака такво нешто да постигне, таа треба да даде конкретни мерки за тие луѓе да сакаат, да гледаат интерес да се вратат во Македонија. Со тоа што една од работите која што мене многу ме погоди, особено за време на мојот студиски престој во Австралија и Нов Зеланд, кога се сретнав со македонската заедница таму, таа македонска заедница е многу голем придонесувач за развојот, растот на економијата, на врските културни какви сакате во Австралија. Но таа диаспора ние не ја гледаме во Македонија. Тоа што нашата земја не го прави, а нашите соседи многу успешно го прават, е интеракцијата со диаспората. Значи, ако тие лица
тие граѓани се решиле дека ќе создаваат семејства, ќе создаваат економска вредност надвор од границите на Македонија, Македонија треба да најде начин како тие умови да ги искористи, независно дали тие ќе се вратат или не. Затоа што нивниот придонес кон развојот на Македонија може да биде иницијална каписла за многу поголем раст и многу поголем развој на нашава земја. Една од работите која што е многу важна, па дури и дел од предложената демографска стратегија, е сигурно или достапно домување на младите. Значи, ние не може да очекуваме дека младите ќе бидат поттикнати да создаваат фамилии, да создаваат нови вредности тука во Македонија, ако тие не можат да се обезбедат сигурна стамбена иднина. Така што, ако треба да изберам помеѓу двете, со инфлацијата можете тековно да се справувате, ама со трендот на иселување, едно е како вие го третирате за да го намалите, за да го успорите или да го запрете не можете во денешен глобален свет, а многу поважно е како всушност да го искористите за да биде тоа дополнителна вредност. И уште една работа, за која што многу малку се зборува во Македонија, а веќе го, особено во градови каде што веќе имаме голема миграција, особено од Турција, е тоа дека Македонија нема една унифицирана интеграциона политика. Дури и да имаме ние прилив на странци, дали ќе биде тоа работна сила, привремена работна сила или постојана работна сила, ние во моментов немаме национална интеграциона политика со која што тие лица кои што се доселиле за една или две генерации ќе ги направиме да бидат горди македонци, односно граѓани на оваа земја. И тоа е многу голем недостаток и предизвик со кој што допрва ќе се соочуваме. Особено имајќи предвид дека Македонија е уникатен пример каде што образованието може да се спроведува на јазик кој што не е официјален јазик на оваа земја. Ако има услови за да се оствари образование на тој јазик. И замислете сега, фамилија од Турција, доселена во Македонија, која што сака да остане, гледа дека има можности, дури може би има корени од Македонија, па се решава да се врати од таму каде што потекнуваат нивните прабаби и прадедовци, нема како да се интегрира, се повлекува во средините, дури некогаш присилени во средините каде што има турско население. Тие деца кои што ќе се родат, кои што ќе растат во Македонија, ќе учат само турски јазик, затоа што имаат можност да учат на турски јазик, мајчин јазик. Таков е нашиот модел на уредување, и тие никогаш нема да се интегрираат во остатокот од општеството. Затоа што ќе бидат гетоизирани на некој начин. Значи ние мораме да најдеме, прво треба да се расчистиме. Имав средба со колешка од Министерството за образование која што работи на ромски прашања и изборуваме дека всушност имаме голем прилив на роми кои што од Македонија се иселија во странство и сега веќе се враќаат. Ние немаме интеграција, модели на интеграција на нашите граѓани кои што се враќаат, ги поттикнуваме да се вратат, а не наоѓаме начин како да ги интегрираме во општеството. А тие, замислете, после 10-15 години носат вештини од тие земји, каде што работеле, се развивале, учеле или така натаму. Така што навистина е комплексно прашање, ама еве во дозволено време мислам дека доволно го покриваме. Така, го спомнавте и проблемот со домувањето. Цените на недвижнините енормно растат, па каде е проблемот, кој треба да ги регулира тие цени, што да се превземе? Значи, во пазарна економија, зголемување на регулацијата може да биде само негативен фактор. Тоа што треба да работи државата и сите оние кои што сакаат да придонесат за по добро домување, треба да работат на програми од типот на купи куќа, купи стан, куќа за млади и така натаму, мерки со кои што ќе се поттикне или владата на некој начин ќе субвенционира дел од трошокот на младите кои што треба да купат стан. Зошто го велам ова? Затоа што
ако се турнеме во регулирање на нешто кое што е пазарно, тогаш ризикот е дека од кога ќе заврши регулацијата, цените ќе вивнат уште повеќе. Односно, вештачки одржувате цени на нешто кое што е на пазарот. Од друга страна, треба јасно државата да спроведе контроли и сите овие работи кои што се зборат зад кулуарите или во неформални разговори дека всушност причината зошто имаме толку високи цени на становите не е толку пазарната вредност, туку некакви лукративни бизниси кои што значат чистење на црните пари и враќање во системот, тогаш владата и институциите треба да покренат сериозни постапки кои што тоа ќе го докажат. Затоа што сега сме на ниво на шпекулација, а ние гледаме дека обичниот граѓанин и со 5-месечни просечни плати не може да си купи соодветно домување за да може да создава тука. Така што иако во последниот месец забележано е намалување на цените, пазарот самиот некогаш ќе си ја реши работата. Владата треба да создаде услови да нема злоупотреби, а на оние кои што највеќе им е потребно да ги финансира. Така што не сум јас застапник на тезата дека треба да се регулира пазарот на недвижности. Значи, пазарот на недвижности е таков да навистина има голема еластичност, така што реагира на одредени промени и не знам, значи младите јас би ги поттикнал да размислуваат, ние сме земја во која што најголемиот број на граѓани живеат во индивидуални домувања. Нека ги видат можностите како да инвестираат и сами да си ги изградат своите домови, а не да зависат од некој кој што тоа го прави. Да, сите оние кои што се од урбани средини, кои што немаат пристап до земја или пак до нешто кое што го оставиле бабите, дедовците или родителите, е многу тешко и ограничен изборот. Ама ако младите се поттикнат да гледаат и алтернатива, тогаш и самите пазари ќе реагираат. Затоа што повторно ќе се вратам на кривите понуда и побарувачка во економијата. Тие кога се во рамнотежа се случува некаква економска активност. Ако ја намалите побарувачката, а имате висока понуда, за очекување е дека цените на тие недвижности ќе паѓаат. Тука играат и многу други фактори. Очекуваната една вредност на квадратот. Колку побрзо Македонија ќе се доближува до Европската унија, јас се надевам дека тоа ќе се случи. Очекувањата за идни приноси ќе бидат поголеми автоматски и цените уште повеќе ќе растат. Ако имаме прилив на странци, цените уште повеќе ќе растат. Тргнете од киријата која што пред неколку години беше навистина ниска за македонски услови. Денеска веќе не е така. Кириите веќе не се така ниски како што биле пред години. А од друга страна, ако ги видите цените на материјалите, тие ако ги видите цените на материјалите, тие се поголеми од некое ниво кое што било пред последната криза. Ама не се толку големи, не се толку поголеми, за да имаме пораст на цените на становите од, 100%. Така што кога тогаш ќе дојде, ќе се стави во ред, мислам, пазарот, младите, за да може да си дозволат, прво треба да имаат сигурна работа и многу ретко и многу малку се зборува за тоа дека Македонија е единствената земја која што не е членка на Европската унија, а доследно ја спроведува младинската гаранција и низ таа младинска гаранција поминале преку 120.000 млади, кои што 60% и после третата година се уште вработени. Тоа е програма која што е мерка за активација на млади во рамки на Министерството за
социјална политика, демографија и млади, а спроведувана од Агенцијата за вработување. Нешто од кое што дури и самите млади кои што ја користеле како мерка не се свесни дека биле дел од некаква активацијска мерка. До толку нашиот систем не успева да го искомуницира тоа и со корисниците на ваквите мерки. Зошто го кажувам ова? Ако младите имаат сигурна работа, односно знаат дека многу малку време после дипломирањето или после формалното образование ќе чекаат за да се вработат. Дополнително државата создаде систем каде што ќе ја субвенционира нивната желба за купување, создавање на дом, тие секако дека ќе сакаат во тие години да почнат нешто. А кога некој млад човек веќе почнал кариера, создал дом, многу потешко ќе му речете дека треба да се, или ќе го убедите дека треба да се исели од оваа земја. Значи, една од причините зашто јас сум се вратил во Македонија после моето студирање во Америка, иако сум имал можности да останам во Америка, било токму тоа. Затоа што прво го бев дел од Змај, од приказна која што сакавме да ја градиме, а второ, јас имав доволно создадена мрежа и на пријатели и деловна мрежа за да треба да почнам од нула таму каде што ќе се исела. Така што ако создадеме можности за младите тука, особено во тие години после нивното дипломирање или после завршување на формално образование, макар и тоа било само средно, само така ќе ги задржиме ако им дадеме можности тука. Така. Чисто се отвара прашањето и дали економијата може да го издржи сегашниот модел на јавна администрација. Поводно на вработувањата во јавниот сектор, сметате ли дека имаме превработеност и дека приватниот сектор го носи товарот? Значи, тоа е уште еден мит дека нашата администрација е превработена. Значи, според сите статистички мерења, Македонија е само пред Албанија. Албанија има најниска бројка на јавна администрација како процент од работната сила. Тоа што е проблемот кај нас не е превработената администрација, туку е ограниченоста на услугите што таа администрација ги дава. Значи, Македонија и сите земји од Западниот Балкан, иако не го сакам тој термин, не постои западен, источен, централен Балкан. Балкан е Балкан, тоа е полуостров, географска одредница, па некој сака на сега да наименува со некакви си додавки за да биде тоа по-интересно или секси, за да биде кажано. Сите ние, ако се споредиме со нашите најблиски соседи, Бугарија и Романија, кога тие се приклучуваа кон Европската унија, ќе видиме дека Бугарија и Романија со влезот во Европската унија растат многу побрзо од сите нас. Замислете сега, македонците денеска, граѓаните на Македонија, да заработуваат најмалку 1/4 повеќе од тоа што го заработуваат. Значи, ќе имаат повеќе услови за, не знам, за да создаваат, да трошат, да инвестираат и така натаму. И тогаш јавната администрација нема да биде проблем, затоа што луѓето ќе бидат среќни, така, имаме додадена вредност. Тоа што нашата администрација треба да го направи, па тогаш да кажеме дали имаме вишок или немаме, е соодветна дигитализација на голем дел од процесите. Еве еден конкретен пример. Во Министерството за финансии има еден сектор кој што треба да прави, или оделение во рамки на сектор кој што треба да прави секојдневни анализи на трезорски информации. Денеска и во изминатите 10-15 години, колку што постои, па и повеќе од 20 години, колку што постои трезорскиот систем, сите тие анализи се прават рачно. Од моментот на вадење на податоците, до средување на табелите, до чистење на тие податоци, до правење на одредени математики и така натаму. Во современите системи, таа бројка која што треба да ја добие тој службеник во Министерството за финансии, на кој му требаат можеби и 7 дена или 5 дена работни за да ја заврши таа работа, го добиваат со еден клик. Значи, дигитализацијата може да помогне многу во забрзување на процесите. Работиме многу со Министерството за образование. Кога одиме на терен со колегите и колешките од оделението за основно образование, тие се врвни професионалци, посветени и си ја знаат работата. Но тие
од 8 часа кои што ги поминуваме на терен, тие 6 часа се на телефон, бркајки се со општинската администрација или со училишните администрации за одредени предмети, согласности, мислења, одобренија, кои што реално во систем можат да бидат автоматизирани. А овие луѓе кои што се стручни да работат на развој на политики во образование. А не да го користиме нивниот капацитет, односно да го губиме нивниот капацитет кој што го имаат интелектуален, за да потпишуваат, средуваат или прават некакви урнеци за мислења и согласности. Значи, нашиот систем административен, јавната администрација е оптеретен со непотребни постапки кои што ја прават неефикасна администрацијата. Но не смееме да заборавиме дека држава без јавна администрација нема да може да функционира. Се прави една стигма дека лошите момци се луѓето во администрацијата, дека бизнисот е тој кој што создава дополнителни вредности, и така е, но јавната администрација е таа која што овозможува бизнисот да создава уште повеќе. Затоа што вие замислите да немаме какво и да ни е непопуларно, неефикасно судството, замислете да го немаме судството. И да се вратиме на она од отоманско време, кадија те тужи, кадија те суди, каде што ќе им дадеме на приватен сектор да има да го спроведува судството. Значи интересите на граѓаните пред се ги штити администрацијата. Ако ние имаме стигма околу администрацијата, таа никогаш нема да го даде тоа што треба да го даде на граѓаните. И затоа треба политичарите конечно да сватат дека треба да ги тргнат рацете од администрацијата, да направиме конечно професионализација и дигитализација на процесите, за да веќе нема архиварот и неговата или незината волја денеска да го пушти или да не го пушти предметот, или некој службеник референт, да треба да одлучува за судбина на луѓе. Затоа што тоа се процеси кои што одамна во светот се решиле со системи, со контролинг и системот на казни да почне да функционира. Еве, ова последно за јавната администрација. Кога работев во Министерството за финанси, имав прилика да бидам одговорен за 6 сектори од структурата на Министерството, гломазно Министерство со различни области, многу значајни, суштински за општеството. И кога дојде време да се спроведе оценувањето на државните службеници, јас реков сакам да се видам со сите раководители на сектори, тие што јас ги водам еден по еден, и да видам како е методологијата, принципот по кој што тие ги оценуваат вработените. И јас сваќам дека тие меѓу себе си направиле интерен договор дека тоа е формално правна процедура и сега оваа година ќе дадеме на едниот повисока оценка за тој да ги земе парите, следната година ќе ги дадеме на другиот и така си се вртиме во крупче. Мене тоа ми беше неприфатливо. Зошто? Затоа што после неколку денови доаѓаат и се жалат дека не можат да го натераат некој од вработените да ја заврши работата. И па викам, алатката за оценка ја носите вие како менаџери, односно како раководители на тие сектори. Ако не ја користите, нема да имате резултат нити од вработените. Често се случува кога ќе има некаква нова работна задача во секторот, го соопштуваат вајда на колегиум и сите греваат раце, јас ова не знам, јас ова не можам. И на крај раководителот работи работа што треба да работи некој во системот, односно во структурата. Зошто го кажам овој пример? Нас покрај квалитетна администрација, која што ќе работи работата, многу ни е важно да ги развиеме менаџерските, односно управувачките капацитети на раководителите на високата раководна служба во институциите. Тоа се од раководител на оделение до државни советници, државни секретари на централно и на локално ниво. Затоа што без нив системот и да имаме најквалитетна дигитализација повторно нема да функционира. Да поразговараме малку и за европските стандарди, колку навистина сме блиску до нив и што за работникот би значило приближувањето кон него. Европската унија, особено од аспект на социјална правда, заштита работнички права, нема некоја
ригидна и заедничка политика, но има многу голема заедничка политика од аспект на човекови права, заштита на човековите права, кои што директно или индиректно се поврзани со работничките права. Влегувањето на Македонија во Европската унија или приближувањето на Македонија кон Европската унија ќе придонесе многу за зголемување на стандардот на граѓаните. Според последното истражување кое што го правевме во рамки на проектот за конвергенција на Западниот Балкан кон Европската унија со Виенскиот институт, покажа дека двата модели на приклучување на земјите, 6 земји од Балканот директно во Европската унија, дво или трократно ќе го намали гапот, односно јазот помеѓу нашиот стандард и стандардот на ЕУ. Сличен таков ефект има и директното пристапување кон фондовите на Европската унија, кои што во моментов не ни се на располагање. Што значи ова? Ние зборуваме дека главниот процент од буџетот на Министерството за социјална политика, демографија и млади оди на социјални трансфери. И ние социјалните трансфери ги водиме како социјална мерка која што треба да ги заштити најранливите. Но многу ретко ние во системот, нити па системот во моментов не е така направен, да ги поттикне најранливите да излезат од системот на социјална заштита и да влезат во системот на заработка. Односно да не бидат бенефициенти, корисници на системот, туку да бидат придонесувачи кон тој систем. Што значи тоа? Ние во моментов имаме систем каде што заради неформалноста во економијата, заради неизвестноста на економијата и така натаму, голем број на корисници на социјални права не се поттикнати, немаат мотив да излезат од социјалните права и да влезат на пазарот на трудот, затоа што влегувањето на пазарот на трудот чини повеќе од колку да се остане во неформалната економија. Затоа што вие, ако сте корисници на социјална помош, можете неформално да работите на страна, да добивате пари во кеш, осигурани сте затоа што сте во системот на социјална заштита, добивате образовен, да речеме додаток за децата кои што редовно одат на училиште и едноставно живеете комотен живот од кој што не сакате да се откажете. Ако влезете во формално вработување, вие оваа страна на страна работа која што имате, нема да имате време да работите дополнително, ќе изгубите дел од правата кои што државата ви ги дава заради невработеност. Така што многу интересна оваа спрега и треба да се многу внимателно да биде поставена. Добре што го реформиравме системот. Гарантираниот минимален доход е нешто кое што е на вистина добра реформа за поздравување. Значи, наместо да имаме различни програми по кои што се дава социјалната помош, се е структурирано во една, со нормално различни додатоци кои што се во системот, но се добива како еден надоместок по различни основни, но тоа што треба следно да го направиме, приклучувањето кон Европската унија тоа ќе ни го овозможи затоа што поголемиот раст економски ќе донесе и отворање на нови работни места. Ќе донесе и подобри услови, подобри плати, поголема конкурентност. Ние веќе нема да се надпреваруваме само со самите себе. Ако бидеме ние дел од заедничкиот пазар на Европската унија, нам конкуренција ќе ни биде секој еден кој што ќе сака или ќе има интерес да се надпреварува во Македонија или да придонесува. Ама таква можност ќе имаме и ние. Нашите компании ќе можат многу послободно да конкурираат и да работат на пазарите во Европската унија. Така што од аспект на социјална правда и подобар стандард за живот, Европската унија може тоа да ни го придонесе, го покажуваат тоа бројките. Тоа сакав да го, затоа и го спомнав, ја спомнав споредбата со Бугарија и со Романија. Еве, Романија има и подобар дури успех денеска. Тие се негде на 70% од европскиот просек кога станува збор за плати. Бугарија е нешто подолу. Кажавме, Македонија е на 40%. Значи, замислете ние да бевме на 60% сега од европскиот просек. Тогаш и
социјалната помош нема да биде доволна за да можете вие да истерате живот, значи ќе биде доволна за минимални услови, ама ако отидете на пазар на труд, многу повеќе ќе можете да заработите. Значи, тоа што Македонија треба во иднина да го направи е да го реформира системот на социјална помош, грижа за најранливите, на тој начин што на тие најранливи нема да им фати риба и да им ја даде, туку ќе им даде трска и ќе ги научи како да ловат риба. Од аспект на економијата, дали Македонија има економски модел за следните 10 години или само преживува од криза до криза? Многу добро прашање. Мислам дека заостануваме кога станува збор за модел за економски развој. Значи, пред 20 години сакавме да го темелиме тој модел на ефтина работна сила, а привлекување на странски инвестиции. И тој модел отвори можности Македонија да биде видлива на мапата на странски инвеститори, но во денешните услови, со денешните знаења, со тоа што веќе го стекнавме како економија, мораме да одиме чекор напред. Прво, затоа што работната сила веќе не ни е наш адут, затоа што ја губиме и се помалку ќе ја имаме. А второ, околностите во кои што се развиваме не се исти како пред 20 години. Македонија, ако треба, да кажам, 3 работи на кои што треба да се фокусира во следниве 10 години, ако сака да има одржлива економија, економски раст, прво, треба енергетски да се осамостои или да се стреми да биде што е можно по-независна. Тоа значи инвестирање во нови начини на производство и дистрибуција на електрична енергија и секакви енергенси кои што ќе треба да придонесат за поевтин инпут во производството. Второ, и многу важно, сериозно да работи на подобрување на постигнувањата од учење во образованието и создавање на образовани кадри кои што ќе бидат подготвени не само да се вклучат на пазарот на трудот, туку да го водат пазарот на трудот. Нешто што мене ми недостасува во Македонија и постојано го зборувам, сме работеле како Змај, работиме долги години и со млади предприемачи, секогаш сакаме да копираме некакви модели. Многу малку од младите размислуваат како да создадат нешто ново кое што ќе биде. Skype не го создадоа естонците за да копира некого. Го создадоа за да биде револуција. И направи револуција. Уште помала земја од Македонија. Да, географски можеме да збориме кои се соседите, каде е местоположби и така натаму. Значи ние можеме да направиме Skype ако така размислуваме, ако така новиве генерации ги натераме да размислуваат. И секако последното е инвестирање во технологии во рамки на производството. Значи ние ден денес имаме компании кои што работат со застарена технологија, многу поисплатливо е да купите стара машина која што некој ја расходил во некоја поразвиена земја, отколку да инвестирате во најнови технологии. Па така ние наместо да бидеме пионери во некои области, ние само преземаме технологии кои што се умирачки технологии, кои што за 10 години можеби нема да имаат никаква потребна вредност. Да, тоа значи дека ќе треба многу повеќе да инвестираме, ама тие инвестиции се многу подобри инвестиции отколку инвестиции во бронза и фасади. Значи, ако правилно инвестираме и како држава, и како приватен сектор, ние можеме да имаме сериозен економски раст. Развивањето на услужните дејности треба да биде фокус, ама истовремено да најдеме начин како технолошки да го напредиме земјоделството, затоа што пристапот до храна допрва ќе биде сериозен проблем. Значи, да не отвораме теми на глобално затоплување, менување на услови и така натаму. Значи, ако треба да зборуваме за некаков модел на раст. Македонија треба да почне да бега од heavy индустрија, тешка индустрија, да оди кон преработувачка индустрија која што создава дополнителна вредност со знаење,
вклучено во неа, развој на услуги и образование кој што ќе овозможи кадар кој што ќе размислува предприемнички и ќе бара начини како да се развива. И за крај да имаш мој да донесеш една економска мерка, која би била таа? Целосна дигитализација на системот. Значи, колку и ова да не звучи економски, значи, јас верувам дека ние треба како земја сериозно да размислиме хоризонтално, не само државата. Нашето истражување со Виенскиот институт покажа дека кај нас државата е таа која што каска во процесот на дигитализација. Значи, државата може многу да поттикне за дигитализација, секогаш го давам примерот, ако можеше УЈП со една реформа да го дигитализира системот на плати, доход и така натаму, тогаш и сите компании да почнат да работат на тој систем, значи на некој начин и тие да се дигитализираат, тогаш замислете што може да се случи со дигитализација на некакви услуги кои што сега во моментов се или мануелни или воопшто не постојат во дигитална форма. Од друга страна, многу убаво кажа еден стопанственик, вели не можеме да зборуваме за продуктивност на работниците во Македонија, кога јас ви гарантирам дека, сега парафразирам, кога јас ви гарантирам дека само 5-10% од компаниите во Македонија воопшто мерат продуктивност на своите вработени. А за да мерите продуктивност, вие треба да имате податоци. За да собирате податоци, вие треба да имате систем. Затоа што модерниот работник не е веќе норма. Модерниот работник не е веќе сошиени палта или некаков краен производ. Модерниот работник има и умствена работа, модерниот работник треба да се мери продуктивност на негова, на вредноста што ја дава, а не на аутпутот кој што го произведува само. Така што можеби ова е неконвенционална економска мерка, ама мислам дека многу ќе придонесе. И користење на податоци. Не е точно дека во Македонија нема податоци. Во Македонија има толку многу податоци, само не ги користиме. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Продолжуваме да им даваме простор на луѓето кои јавно зборуваат за проблемите што многумина секојдневно ги чувствуваат. Пријатна вечер и останете со нас.